Желбата да има сопствена сладкарница ја имале уште како дете кога со мајка и меселе пити и подготвувале колачи секоја недела. Денес македонката Софија Еванов е сопственичка на една од најпознатите сладкарници во Чикаго, која е позната под името Ванила. Софи, која завршила француско сладкарско училиште, вели дека 12 години ги прават вкусните колачи и печива користејќи француска техника. Ние сме сладкарница во европски стил. Користиме француска техника која не е толку сладка. Како што сите знаеме, европските колачи не се толку сладки. Тие се повкусни, содржат состојки со добар квалитет и тоа е она што го правиме овде. Значи, се е квалитетно со малку шекер. Имаат шекер, но не е колку во споредба со американските колачи. Имаме многу задоволни клиенти од различни националности. Навистина е возбудливо да се видат различните луѓе што ги носиме овде. Но и покрај тоа што нејзината сладкарница е француски бренд, Софи вели дека понекогаш подготвуваат и продаваат баклава. Правиме баклава по рецепт на баба ми. Ја немаме постојано, но сите работи, техники и рецепти што ги научив додека растев, ги внесуваме во нашите колачи. Сепак има и луѓе кои сакаат да јадат исклучиво здрави колачи. Брзиот начин на живот и нездравата исхрана ја натерале Александра Милошевска од Нью Џерси да создаде нов производ кој го пласира на американскиот пазар. Quick Fit Bites или брзи фит залаци се производите што Александра ги нуди како здрав начин на исхрана. Производите се на природна база, а све се со состојки што може да се препознаат и да се читаат, како чија семе, овесни снегулки, црно чоколадо. Значи брендот сакам све да остане на чиста и природна база. Александра ги повика жените кои имаат идеја за собствен бизнис и се наодлучни да не се двоумат да ја остварат својата цел. Да не се плашат, ако имаат идеја да ја испробаат идејата, значи мали чекори, ништо не може да се деси преку ноќ, сакам да сум мотивација и која што сака жена да се контактира со мене, јас сум тука за секаков разговор, сакам да сум инспирација на сите жени каде и да се. И професор доктор Невенка Димитрова од Њујорк, која покрај што е лидерка во науката за биомедицински податоци, таа произведува собствени органски производи под брендот Seed of Life или семе на животот. За Гласот на Америка вели дека луѓето треба да консумираат храна која ги содржи сите нутритивни вредности. Идејата за овој бизнис дојде од моје лично искуство со храна, здрава храна. Пред и после тоа имав една здравствена криза во која што научив колку е важно да консумираме храна во која се зачувани сите нутритивни вредности. И дека ние во еден момент во животот кога сме многу зафатени, кога немаме време и не обраќаме многу внимание, а дека секогаш треба да се трудиме и да размислуваме и да работиме на тоа да имаме убава храна со сите макронутриенти, но и сите микронутриенти. Според податоците на фондацијата Кауфман, во САД во 2021 година 40% од основачите на бизнисите биле жени, процент кој е релативно непроменет од 1996 година. Сепак, Софија, Александра и Невенка им порачаа на македонките во САД да не се обесхрабруваат од работата што е пред нив, за да ја остварат својата цел да бидат сами своји газди.